Изградба на нов, модерен и функционален универзитетски клинички центар во Скопје. Ова на денешната пресконференција го вети Социјалдемократскиот сојуз. Петре Шилегов истакна дека со изградбата ќе се подобри целиот здравствен систем и здравствените услуги ќе бидат високо квалитетни. Ќе го вратиме концептот на единствен универзитетски клинички центар во кој што сите клиники ќе бидат функционално поврзани. Нема да се препраќаат како досега луѓето од клиника во клиника. Станува збор за проект кој веќе е започнат. На средината на месец октомври, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски информираше дека тендерот за изградба на новиот универзитетски клинички центар Мајка Тереза е објавен во официјалниот гласник на Европската Унија, а од страна на Банката на Советот на Европа. Инвестицијата за изградба на новиот клинички центар чини 70 милиони евра, а за модернизирање на кампусот ќе бидат издвоени 128 милиони евра. Проектот предвидува изградба на нов клинички блок, нова зграда на лаборатории, во кој ќе влезат нови простори на 23 клиники. Реакција на денешната пресконференција на Петре Шилегов пристигна од ВМРО ДПМН, во кое што велат дека досега во македонското здравство се инвестирани над 115 милиони евра. Залудно се обидува СДСМ да фрли дамка на здравствениот систем во кој се спроведува најголемиот инвестициски циклус во историјата на македонското здравство. Околу 110 милиони евра изнесува инвестицијата за градби и реконструкции на јавни здравствени установи низ државата, кои се веќе комплетно завршени или се во тек. Од ВМРО ДПМН велат дека досегашната набавка на нова, најсовремена медицинска опрема сериозно е подигнат квалитетот на здравствените услуги.